особено почитувани борци. Имам денеска една голема чест да може во неделата на ослободувањето на нашиот град и еден ден пред официјалното ослободување, во духот на оваа слободарска недела за Скопје, во духот на денот на ослободувањето на нашиот град, да ја обновиме, односно да отвориме возобновената биста на политичкиот комесар на првиот скопски партизански одред, другар Адаме Крапчев, човек кој што почитувано семејство, благодарност за вашата жртва за ослободувањето на нашиот град, човек кој што својот живот го посвети на револуционерната борба, човек кој што од особено значење за ослободувањето на нашиот град. Оваа биста овдека стоела долги години, за жал беше оскрнавена, за жал беше извандализирана. Еве вака обновена во целиот нејзин сјај, токму заради почитта која што секој од нас, секоја генерација од нас треба да ја има кон вистинските вредности, а борбата против фашизмот, ослободувањето на Скопје се вистинските вредности. Токму од тие причини ја даваме оваа грижа за оваа биста со цел да и оваа биста меѓу тој другите кои што се оскрнавени, а се припаѓаат на борците на Народно-ослободителната војска на Македонија, ги обновиме и ги вратиме вистинските вредности од нашата славна македонска историја. Повеќе децениската негрижа кон таа борба, поставувањето на лажни споменици со лажни вредности за лажна историја е минато. Јас верувам дека секој од нас кој што го сака нашиот град, верувам дека секој од нас на кој што Скопје му е во срцето, ќе се сложи со мене, дека токму овој начин, токму оваа почит која што денеска и во текот на оваа недела ќе ја покажеме на нашите ослободители, е всушност вистинската историска вредност за која што вреди да се залага. Во таа битка за вистински вредности, во таа битка за едно убаво Скопје, мораме да бидеме сите заедно. Да го сакаме овој град, затоа што само со љубов можеме да ги победиме вандалите, само со љубов можеме да ги победиме хулиганите, насилниците, само со љубов кон својот град, почит едни кон други, можеме и ја извојуваме постојано и постојано борбата против хулиганите од нашето минато. Нека овој ден биде само почеток на она на кое што очекувам дека ќе ни се случува во иднина во нашиот град. Мојата огромна, голема човечка почит кон вас, кон борците, кон ослободителите, кон оние кои што ги дадоа своите животи. И еве, ве повикувам утрешниот ден достоинствено да го прославиме онака како што доликува нашиот град. Ја имам таа среќа, после мене да говори Цајко Стаматовски, од година на година се гледаме, јас искрено се надевам дека вашите заложби, вашите жртви, давањето на вашата младост за нашиот живот е работа која што скопјани ќе знаат да ја ценат. Господин Трајко, повелете.